Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Малку не достигаше да биде убиен во крвавите настани во собранието. Со неговиот главост му овозможи на Зоран Заев да формира влада. Најпрвин се разедини, сега е сојузник со Тачи и Ахмети. Зијадин Села се раздели и со Таравари во двата табори. Коалиција за Европа наспроти вреди. Денове се прегласува во обид да се намали мнозинството на ДУИ. Некој вели на сцена е нов изборен инженеринг. Во ово издание на Тренинг соговорник е Зијадин Села, дел од коалицијата за Европска иднина. Господин Села, дали може да ни се случи реприза на изборниот инженеринг, кој беше познат и произлез од оние прислушувани разговори меѓу Тачи, Мијалков и Ибраими? Знаете што, дека се работи сега за изборен инженеринг, тоа веќе повеќе од јасно е. Ако навлегувате во кои изборни места се поднесени жалби и каде се повторуваат, повеќе е јасно дека се направи изборен инженеринг и закрупнување на неколку политички сили, закрупнување на македонските политички сили, ВМРО и СДСМ, заедно со вреди, ги повторуваат изборите, замисли, во изборното место од каде што во родното место на Билел Касан. Нели? Во изборно место каде тие вреди имат победено 3-1 наспротив Европскиот фронт. И каде што немат никаков доказ за да се повтори тоа изборно место. Господин Села, по овој ваш став се чини дека ДУИ и коалицијата во која вие партиципирате заедно со Тачи, не сте подготвени за опозиција и мирно предавање на власта? Како прво не е во ред тоа што се потенцира ДУИ. Коалицијата се вика Европски фронт. И таму и нема чинители само 3 политички актери, него тоа е коалиција помеѓу 9 политички партии. Тука се најглавните албански политички партии, како прво. Тука има и политички партии на помалите етнички заедници, Турската демократска партија, ромската етничка заедница, бошњачката етничка заедница, и треба работите да се кажуваат такви какво што се. А тоа дали сме ние подготвени за опозиција или не, тоа по правило на демократските правила не го кажуваат политичките чинители, него тоа го одлучува народот со глас. Народот на 8 мај гласаше за Европскиот фронт да презема одговорности и да биде дел од власта. Не гласаше дали ќе оди на опозиција, да оди во опозиција. За друг гласаше кој да биде во опозиција. И сега кога се соочуваш со волја на народ, не е твое да одлучуваш дали ќе одиш на опозиција и дали ќе одиш на власт. Твое е да го браниш тоа што гласот што ти има одлучено. ВМРО ДПМН освои најмногу пратенички мандати и гласови. Иден мандатар за состав на владата е Христијан Мицковски и тој веројатно одлучува кој ќе биде идниот коалиционен партнер. А зошто? Затоа што знаете што, начинот на кој го ја третирате темата се однесувате како денот на гласањето, народот имат избрано цар некој и тој одлучува за све. Ние не сме монархија, ние имаме наш историјат на парламентарна демократија, не сме перфектни, него секој ден треба да одиме напред со развивување на демократијата, а не да чекореме назад. Нели? Меѓутоа, пред неколку години беше нарушено правилото победник со победник. Че зборувам околу таа работа. Демографската реалност на Македонија тоа што е. И ние треба да го почитуваме тоа како политичари. Без разлика на етничкото потекло кој го имаме. Без разлика дали сме македонци, албанци, турци, бошњаци, роми и така натаму. Тоа е реалноста демографска која има Македонија. И сега, дали таа реалност
е преточена во уставот и така натаму, во системот, тоа е друго прашање и друга дебата во која треба да се разговара. Него има некои прецеденти кои ова реалност демографска имат испочитувано од 90-тите години до денеска, со мали исклучоци. 2006, например, имаше еден исклучок, кога исто така тогаш ВМРО коалиционираше со ДП. Нели? Се покажа дека не е успешна таа коалиција. Продуцираше нестабилност, него дестабилизација политичка и мислам дека не треба да се вратиме назад. Во право сте вие дека законот предвидува еден мандатар, тој што ќе добива власт, избори, добива право за да состави влада. Погрешна ви е дефиницијата победникот со победник. Дефиницијата треба да биде мандатар со победник, треба да се и да преговара за да состави влада. Бидејќи, нели сами рековте, нема логика победник со победник, бидејќи победникот од македонската страна е дефинирана со устав и со закон, добива мандат. Значи, дефиницијата треба да биде мандатар со победник за да се испочитува она демографска реалност за која ти зборував на почетокот. А тоа демографска реалност е дека за да има стабилност и да одиме напред, треба да се испочитува волјата на втората поред етничка заедница во држава, која не е мала, него е 30% наспроти 54% кои се македонците. Со последниот попис на населението. За да не ни се повтори. ВМРО-ДПМН од друга страна, кога сме тука, мислам дека треба став и да се изјасни владата на Република Македонија во врска со овој обид за изборен инженеринг, бидејќи не заборавајте дека со договорот на Пржино, техничкиот премиер кој е избран, и техничката влада, најглавна цел им е да обезбедат фери демократски избори. И тие не се надвор од овие одлуки кои се носат во ДИК и кои треба да се носат и во управниот суд. Тие се за техничката влада која предводи Талат Џафери, а Талат Џафери е Дуј. Зборувам за техничка влада која е последица на договор помеѓу најголемите политички партии, договор кој е преточен во закон и кој има поддршка од сите политички чинители во државава. Господин Села, ве молам. Кажете. ВМРО-ДПМН и коалицијата Вреди ги интензивираат преговорите за состав на идната влада. Како коалицијата Европска иднина, составена од вашата партија, ДПА, ДУИ, ќе се однесува во собранието како идна опозиција? Ама веќе си решен за тоа ти. Господинот Мицковски на неколку наврати вели време да заминат во опозиција. Тоа е негова желба. Ама треба да се почитува желбата на граѓаните. Сега, како последица на тоа, како ќе биде решено, и ние ќе се однесуваме сразмерно на тоа што ќе биде решено. Нели? Не сакам да зборувам, да коментирам с желби. Од друга страна, уште од ДИК не се објавени мандатите крајни, кој колку има. Уште господинот Мицковски не е мандатар. Зборувам од формален правен аспект. Нели? Дали очекувате цврста владина програмска мултиетничка влада? Во кој смисол? Стабилна влада во која ќе предводи ВМРО-ДПМН заедно со една од албанските партии. За тоа треба, па затоа јас верам дека денеска не е денот за кој треба да разговарам и да ви давам одговор јас во врска со таа работа. Бидејќи ние уште не сме почнати преговори, уште не
земан мандатот, значи уште како прво не се мандатирани новиот состав на собранието. Треба да заврши целиот процес, а јас се надевам дека ќе престане овој изборен инженеринг и процесот ќе заврши како што треба да добиваме мандат ние како пратеници, а истовремено и председателот на државата треба да мандатира, да дава мандат на некој кој ќе се определи од страна на победничката политичка опција, што по се изгледа ќе биде ВМРО, а кој ќе биде мандатарот, не е мое да кажам кој ќе биде мандатарот од страна на ВМРО. Предпоставам дека председателот нивен ќе биде мандатар, но пак тоа зависи од ВМРО да помане кој ќе биде определен за мандатар и од председателот нивен. Нели? И па затоа јас не можам да зборувам сега од сегашната ситуација која ќе биде програмата. Програмата, предлогот прво доаѓа од мандатарот и после како резултат на преговорите се вклопуваат и други програми од страна на тој што ќе биде иден коалиционен партнер. Очекувате ли да се... ние се надеваме дека програмата ќе биде за стабилна Северна Република Македонија. Програмата ќе биде со рокови за уставни измени, според мое лично убедување. Мислам дека ништо не е спорно од формален правен аспект да се случуваат уставните измени, па после да се формира влада, како гаранција дека продолжуваме на тој пат. Предлогот веќе дебатата е консумирана во минатиот парламент и само треба да се помине на негово гласање. Бројки може да се обезбедат, па тек после нека се оди на формирање. Велите бројки за гласање на уставните промени може да се обезбедат. Помина речиси 2 години, па не успеавте во собранието да обезбедите двотретинско мнозинство за да се изгласат уставните промени. Тогаш беа такви бројките, недостасуваше само одлуката на ВМРО, тие да дават поддршка и ќе помина уставните измени. Другите политички чинители беа за тогаш и уште се за. Покрај уставните промени, Европскиот фронт и вие лично инсистирате, кога веќе ќе се отвора уставот, да се отстрани формулацијата 20% од граѓаните кои го зборуваат. Мислите дека може и овој дел да се реши? Зошто да не? Веќе кога се отвора уставот, тоа прашање треба да се реши. Која е причината, ако се прашувате? Поради исти причини кога вие се чувствувате загрозени, кога некој од надвор ви вметнува како треба да се вика македонскиот јазик. Исто е. Дури уште полошо. Видите, во дефиницијата за албанскиот јазик, што се подразбира, така ли е? Нигде не постои албански јазик. Него гласи вака во уставот. Јазикот кој го зборуваат на 20% од граѓаните, а кој е различен од македонскиот јазик. А колку противења имаше од македонската јавност кога бугарите инсистира на, како беше, службениот јазик само да се вика, или... Мислам дека во предлог беше и македонски, ама со нешто додатно. Не знам. И со право. Бидејќи, а треба да се размисли, зошто? А во причината зошто? Треба да се размислува ова. Иста причина. Мислам дека... Села, што доколку Мицковски ве покани вашата партија, Алијанса на албанците, да бидете дел од владата, ќе прифатите? Слушајте вака. Јас сум човек кој работам со принципи. Господинот Мицковски многу добро знае дека кога даден збор од моја страна е даден збор. Бидејќи сум имал соработка и со него за локалните избори. Нели? И тој многу добро знае дека јас кога давам збор не работам зад плеќи на никого. Другите е друга работа. Тоа го правам заради почит кој имам кон себе како прво. Го почитувам зборот мој и не барам некој друг
да го почитува тоа што го правам. Коалицијата Европски фронт е даден збор на крајот на краиштата. Дека ова коалиција ќе профункционира. И ние сме како коалиција. Од друга страна, тој мој даден збор има одговорност и пред 137.000 или беа гласачите за Европски фронт, кои како последица на таа коалиција ни дадоа глас и доверба. Затоа одговорноста моја е пред мојот збор, го почитувам зборот мој, ама одговорноста моја е и пред 137.000 граѓани кои ме гласа и ја почитувам и нивната доверба. Па затоа преговори може да има со Европскиот фронт, а не со Алијанса за албанците, што е дел од Европскиот фронт. Можеше да се забележи веднаш по резултатите од изборите и по инаугурацијата на Гордана Сијановска-Давкова за нова претседателка на државата, промена во вокабуларот и настапот, со што се испрати сигнал и до Бугарија и до Атина. Дали ние несвесно или свесно отворивме фронт сега и кон јужниот и кон источниот сосед? Дента јас бев присутен во собранието. И првото што го реков и мојот прв печаток беше дека претседателката почна со дипломатски инцидент. Тоа не е добро за државата. И не требаше така да се случи. Ние треба да ги затвараме проблемите што ги имаме со соседите, а не да отвараме пак проблеми. Нели? И наместо да продолжиме напред кон Европската Унија, ствараме проблеми со соседите. И со јужниот, и со источниот сосед. Се надевам дека беше веќе председателот е свесен што имат направено, свесна што имат направено, и дека нема да се повторат такви грешки. Од друга страна, јас имам замерка и кон председателот на собранието, кој требаше да инсистира за да се почитува Уставот. А Уставот е Устав на Северна Република Македонија денес, како го зборувам. И председателот треба да биде првиот човек кој треба да го почитува Уставот, а не да биде некој председател кој во првиот говор не го почитува Уставот. Лично од моментот кога си избран во таква важна јавна функција, лични ставови не се важни веќе. Ако сакаш да држиш лични ставови, не ти е местото да водиш држава. Господине Села, господјата Сијановска, во текот на изборната кампања, на неколку наврати спомена дека доколку ја добие поддршката од граѓаните и стане шефица на државата, ќе ги помилува обвинетите за упадот на 27 април во собранието. Што е вашиот став? Што е мојот став во врска со ова прашање? Па се знае кој е ставот мој. Дека тие луѓе заслужено се таму каде што се и не треба да има помилување на такви луѓе кои си зема за право да го уценат уставниот поредок на државата. Го има во обвинението. И мислам дека тоа ќе биде голема грешка. Што доколку се посегне по таква одлука? Ќе се спростистава. Господине Села, докаде е спорот околу лидерството на Алијанса на албанците? И дали е возможно помирување со Таравари? Зашто најмногу се разединивте околу концептот за настап на изборите. Ако тоа беше клучниот. Погрешно се сватиле. Се разединивме затоа што господинот Таравари имаше наредба за да исполни. Не се разединивме, него тој избега од партијата. Господин Села, на крајот чувствувате сатисфакција што со Европскиот фронт всушност вие лично донесовте 3 пратеници
Не, 4. А од друга страна, на претходните локални избори доживеавте пораз од Рамис Мерко. Кој тоа? Не би ја сфаќам поентата. Кој тоа претрпи пораз? На претходните локални избори, На кои претходни? на последните. На последните. Јас лично ли? Вашата партија тогаш. Мојата партија. Бидејќи јас бев кандидат во 2017. Говорам за партијата. За партијата е друго прашање. Знаете што? Како прво, треба точно да сте информирани да ги кажете бројките. Алијансата за албанците има 4 пратеници усвоено како резултат внатре во Европскиот фронт. Нели? И ме прашавте околу настаните во Алијансата за албанците и за разврската околу печатите на партијата. Ден денеска не е решено. Бидејќи ви одговорив на првото прашање околу Мицковски што се однесуваше и кандидатурите и која беше причината, па да ви одговорам дека ние во првиот степен го добивме спорот, се жалија и сега процесот се наоѓа во апелација. Со тоа сакам да ви кажам дека ден денеска јас уште не поседувам со печатите на Алијансата за албанците. И тоа цело овој процес се случуваше кога веќе почна избори. И Алијансата на албанците, јас, не имав само две решенија. Едното да не учествуваме во избори, која беше и целта изгледа на групата која работеше зад грбот на Алијансата и која имаше за цел ова политичка партија да не постои повеќе, а намерите ги покажа господинот Мицковски 3 недели пред да се случуваат случувањата што се случува помеѓу мене и господинот Таравари. Вие можда се ја слушнале неговата изјава дека која вели дека запамнете дека Алијансата за албанците ќе се раздели 3 недели пред тоа. Нели? И втората, и со тоа немавме законска можност за да учествуваме на избори без да го имаме печатот, нели? И втората опција беше да се припоиме кон некоја си коалиција. Мојот став беше за да одиме сами на избори, како Алијанса за албанците. Заедно кога бевме со господинот Таравари, без да се случуваат неговото класично бегање од одговорноста пред членството што има. Нели? И тоа веќе е објаснето во неколку наврати. И прашањето беше дали сум задоволен со Европскиот фронт. Ние со Европскиот фронт, јас сум направил коалиција со другите политички партии кои се тука во Европскиот фронт, со сите, господинот Амети, господинот Тачи, господинот Ходжа, господинот Реджепи, господинот Илјас, Колашинац и така натаму. И знаете што, во политиката се менаџира и се одлучува со политичките алатки кои ги имаш во моментот. Не со политичките алатки кои си ги имал пред една или пред неколку години. Нели? Во моментот кога требаше да одлучиме, беа тие политички алатки кои ги имавме пред себе. И мислам дека успешна се покажа таа коалиција. Ги победи изборите. А дали има потреба за изградење мостови помеѓу политичките партии? Да, зошто да не? Ова е нов почеток, па ќе продолжиме и ќе гледаме како ќе функционира. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за можност. Зијадин Села, председател на Алијанса на албанците, дел од Европскиот фронт во кој партиципираат 9 партии.